Собственикот на Зола компани Зоран Лазаревски ја подготви кривичната пријава против Горан Герасимовски, директор на Државниот завод за индустријска сопственост, кој без да почека правосилно решение од управниот суд ја избришал националната трговска марка Baby Beef за младо јунешко месо. Лазаревски го обжалил на управен суд решението што го добило Државниот завод за индустријска сопственост за ништовност на неговата трговска марка, но иако од таму нема никаква одлука, директорот Герасимовски ја избришал трговската марка. Кривичната пријава е комплетирана против директорот Горан Герасимовски на Државниот завод за индустријска сопственост за злоупотреба на службена должност, бришење од трговскиот регистар на трговска марка Baby Beef. Во овакви услови, кога ние поднесовме жалба за ништовноста на трговската марка до управен суд, каде што нема правосилна судска пресуда, тој ја избриша трговската марка во трговскиот регистар по нишенската категоризација, каде што направи огромна штета на нашата компанија. Нормално и огромна штета ќе биде и на нашата држава. Проценката на нашата компанија е некаде околу 1 милион евра. А тоа значи дека ако во судските постапки го изгубиме предметот во Македонија, ние ќе излеземе во надвор, во Страсбург, каде што нормално тогаш штетите ќе треба да ги плати државата. Тој смета дека Герасимовски со одлуката за ништовност на Baby Beef им помага на големите маркети Тинекс и Веро, со кои води судски постапки, оти иако го прекинале договорот со него за испорака на Baby Beef, продолжиле да продаваат друго месо под името на неговиот бренд. Во оваа постапка директорот Горан Герасимовски не го штитеше интересот на националната трговска марка и интересот на Државниот завод за индустријска сопственост, него тој го штитеше интересот на големите маркети на Тинекс и Веро, бидејќи трговската марка Baby Beef во моментов во трговскиот регистар каде што е избришана, дава можност на некоја меѓународна компанија да поведе постапка за меѓународно признавање на трговската марка Baby Beef и тогаш ние ќе изгубиме многу. Кривичната пријава против директорот Герасимовски, Лазаревски вели дека е свесен дека ја поднесува во период кој се совпаѓа со изборот на кандидат за градоначалник на општина Центар во СДСМ, листа на која е и директорот Герасимовски. Бидете да ви кажам искрено, ако тој не го штитеше интересот на националната трговска марка и интересот на Државниот завод за индустријска сопственост, како ќе го штити интересот на граѓаните во општина Центар? Кога донесо брзи одлуки од штитење на некои големи компании, не знам, нека му штети тоа е негов проблем. Тој во фотелјата на Државниот завод за индустријска сопственост дојде пред неколку месеци, а трговската марка Baby Beef е регистрирана пред 7 години. Значи, како тоа во една брза постапка ја доби фотелјата директор на Државен завод за индустријска сопственост и веднаш даде ништовност со изговор дека имало правосилна пресуда, немаше правосилна пресуда на управен суд за ништовност, него имаше правосилна пресуда за ништовност на решението што го издаде Државниот завод за индустријска сопственост. Во донесување на одлуката за ништовност на неговата трговска марка, Лазаревски смета дека помогнале уште неколку институции кои оставиле сомнеш за корупција. Ние сумњаме на голема корупција за брендот Baby Beef и се инволвирани многу институции, као на пример Стопанска комора е инволвирана, факултетот ветеринарен е инволвиран, Академија за суди е инволвиран, бидејќи ние спремаме сега нова исто така документација со адвокатите каде што сакаме да направиме пријава против сите инволвирани што помогнаа за ништовност на трговската марка. Ние правдината ќе ја дадеме на крај на виделина. Директорот Герасимовски заедно минатиот месец изјави дека постапувал законски кога га избришал трговската марка Baby Beef, иако Зола компанија има жалба на решението во управен суд. Герасимовски за следната недела најави одговори на прашањата од А1 за кривичната пријава.